Утре за Германия, мила, јас ке заминам. Кажи ми ти, мила моја, што да ти донесам. Значи во минатите епизоди утврдивме дека нашите во Австралија се малце лютачи. Не сите, фала му на Госпо, не сите, ама лютачи има. Зборавме за Америките досега од Америка и се чини ни еден се нема на лютен. Барем јас немам видено, не знам таму подома дали сте људите или не. Може па и ме немат видено, не може да знај. Како и да е, го поминаа тест, го примија хуморо малце. Сега пошто за Канада нема што зборам, таму многу мирни се луѓето. И канаѓаните и нашите канаѓани сите се така. Фини културни, ме сваѓаш си ја бркат работата, си прат сега го што треба, кој те видат ти велат добар ден, ме сваѓаш културни луѓе. Ке ти се извини без потреба. Така што за нив технички нема за што зборам. Арно, ама затоа го ги тргниш од тука низ Европата, тука веќе има муа. Така што, драги мои гледачи, ако сте негде низ Европа, врзете си појасите пошто одиме на воžnја. Исто го што ги врзвате таму секој пат кој влезите в кол. Некако тука без појаси што возите. Премни? Одиме. Како што знаеме сите, бројот на иселени лица од кај па и од цел Балкан е неверојатно голем. И сај преку океан не може секој да оди, неше еме поскапо, им требат визи, требат гаранци, требат чуда многу работи треба. А бога ми за низ Европа едно време треба виза. Арно, затоа сега не треба ништо бату. Сам треба виза, фала Богу, ако саш да работи. А пошто ние сме така културни деца од Балканот, знаеме да најме чари и без виза, не е страшно. Фала Богу, зависи за шо оди. Ако hoиш да работиш на некоја позиција во некоја фирма, фала Богу дека ќе ти треба виза. Ама сега ако трзаш негде нужник или нешто, што знам јас, пример, еве си заживејте со некој газда во некој хотел негде, па те тера или си ја да изчисти или ова направи или скара да пушти, за тоа толку и не ти треба. Може да поминиш како гостин, ме сваќаш. Мислам, шпекулираме, јас не знам како одат работите. Така чисто си правиме муабе. Како и да одат, полесно е да одиш низ Европа, пошто е поблиску. Можеш и да возиш и да најдиш превоз, па дури авионските карти се преевтини денешно време. И се пошто нели на почеток направивме една разлика со виза без виза да речеме. Ако ги делиме така луѓето, тоа ќе има два типа на луѓе што одат низ Европа. Ствари технички три. Ако ги рачунаме тие што одат за везден, што живеат таму. Значи еве, прво се тие што одат и што прават таму фамилија и што стануваат таму и така натаму со државјанства со сите марифе. Втора категорија се тие што си земат виза и што одат да работат на подолго време. Значи тој оди таму и останува таму години. А некојаш и ти останува цел живот, не може да знае кој како ќе му се посреќа. И третите се луѓе што одат на 3 месеци. Значи тој оди 3 месеци поработва и пошто патничката виза е максимум 3 месеци, после се враќа 3 месеци одмара овде. Па кога ги поминат тие 3 месеци, па оди 3 месеци поработва. И така секоја година круго се врти. За разлика од првите две категории, ова категорија не учат јазик, бе бате. Може ќе научи некој збор чисто да се снаоѓа таму. И толку не му треба многу него. Битно знае бира да си побара, вода нешто со таква работа. Доста е. Добро утро, добар ден на газдата му рече, му се излигуши малце и обавезно ќе научат зборот емола, особено во Германија. Бит. Во Македонија на никој за ништо му се нема измолено, никој нема замолено ништо да те замолам една вода ми даеш никога. Ама таму ќе му рече една вода бите, едно пивце бите. Дали може овде да зачистам бите? Ќе го замоли газдата за да изчисти, не е проблем. Пошто таму нема кој да го кажи на комшите и на роднините, ме сваѓа. Овде кај нас не велат ништо, пошто што ќе речи народо, ау се моли овај леле, на што да рече дојде леле се моли. Види го работи, види го, зашто работиш море срамот. Само кај нас е срамот да работиш, јас не знам што е да работи. И се до душа сегде по свето плаќат како што треба за да работиш, тука нема збор. И имат некакви права како работници така натаму. А па тоа не значи дека ако си тука дека не треба ништо да работиш, ме сваѓаш. Особено ти работи пример низ дома што можеш да ги правиш. Таму мораш да ги правиш, оди не е мајка ти да ти зачисти, да те запега. Технички тука мораш да ги правиш, ама затоа тука се живеи со родителите до 5-60 години за да не ги баш ти мајка ти ќе ти испеглаш се секире. Ха, пати. Се јас да речам да имам работено негде таму низ Европа да знам точно како е. Не може. Пошто неам, имам свирено низ 7-8 држави, 9, 10, не знам. А затоа имаме едно 2 милиони луѓе што има тојдено што ги познавам, ме сваѓа. Сите имаме многу блиски луѓе, скоро да нема некој што нема одено да поработи неколку месеци. И си имам изнаслушано приказни. Првиот муаве што го правиш кога ќе видиш некој вратен од странство, шо е? Шо се врате? Кога се врат? Кога ќе бегаш пак? Пошто многу е битно кога е вратен и кога ќе бега пак. Ама без тој муаве не може не поминва бе брат, тоа е чудо некој. Второто прашање стално е: и како таму убо? Абе друго е брат, ме сваќаш, друго е во светот, друг свет е тој скром. Него можда не му е убо. Можда катастрофа му е, можда лошо му е на работа, можда осамен е таму, можда во депресија е тие 3 месеци дуре таму, можда душата му излегува. Не е битно
батуле. Тој кој ќе дојди овде има да пофали се живо за ти да покниш од макаот. И кој си ти да ти е поубаво тебе од него што му е таму, така? Јас не викам, може да му е супер, ама познавам многу луѓе што отпосле признават дека му е катастрофа. Ама кога ги прашаш има ти знареча Дубајни, мислиш тој ојде не таму на одмор, не на работа ојде. Кога ќе почнат да се фала. Ама друг свет е тој, ме сваќаш, многу е поинаку, да видиш улиците се чисти, се е чисто, нема една трошка, нема вака да видиш на улицата, нема трошка. Возачите се културни, сите застанват на пешачки, сите возат појаси, носат. Луѓето се културни, па работата виш колку ми се погоди. Бе, што сакаш море со газдата, знаеш колку ме поштува, колку ме сака газдата. Деси све како син ме гледа. Уште од првиот ден му викам сакаш бира, сакам и готово, син ме направи. И така брат лабаво жими очи ќе земеше, ќе ми речеш ој зачисти ги, анализи ги зачистев тука пивцето, шах, милина. Колата ми ја даваше да ја возам. Тра набавки да прави за на работа, ама добро битно ја вози кола. Да виш каква кола имаше газдата море, јас му ја возам. Ќе ми речеш ој влези в кујна што сакаш прави брат, јади пи што сакаш. Не јади пи, јадење и пиење за сите во хотелот треба направиш, тоа беше наредбата. Па добро се ќе подкастиш дури готвиш зашто се куварите сите така елегантно пополнети. Оди дур сецкаш последното цецкање го лапнуваш обавезно, немаш што да го клаваш там. Остатоци во храната не киме. Па шубо пиво имат, пиво си напивме брат жими се. Има неколку типа на пива во тока што работи таму негде. Најефтиното му е дозволено да го пие, ама ќе си знапие македонче, не може да не си знапие. Тоа е факт. Се ти го прашваш излегвате негде, бевте по ресторани, по клубови, по нешто. Бевме брат, какви клубови имат ти да видиш на спратој со чуда, со различна музика. Лудница брат, секој викенд јаки диџеи за мера. Ќе оди еднаш, за да не види дека нема ојдено. Кога ги види дека влезе од 20-30 до 50 евра, па и до 100 зависи кој има шо има. И си речи ова еднаш го прами, уште еднаш никој. И ќе лупни 50 евра и ќе влези внатри, нигде цеца нема да ма пушта. Едно со хип-хоп, едно со рок музика, едно хаус, техно, мехно, EDM, ова она. И од сите едно ваму да нигде цеца не. Што му авете тој, зашто дават пари луѓе? Питно тој ќе ти го кажи како дој секој викенд, ти што сакаш мисли си ќе ти го направи филмоме, сваѓа. Речиш море шуба и земи мајката. Да земам и јас дом да работам. И така се лажат деца. И знаеш што е најако? Што ќе се дупнат од фалени за чистота и за културата, аму и за се. И ќе одат и ќе ја почитуваат културата. Ќе врви на пешачки, ќе си офрла ѓубрето в канта како што треба, ќе рециклира ако треба пластиката во едното, книгата во другото, статоко во третото. Ќе носи појас, ќе пази на брзината, на све ќе пази дуре таму. И ќе тргнат кај нас, ќе поминат границата наша и го отвара џаму и одма го фрла шишето што го пиеше попат со вода. Одма го вади кајшо, тако ти го гуши ме сваѓаш него, кога ќе влези во Македонија одма го гуши кајшо. Таму негде не го гуши, таму нема врска. Тука одма некако вака заврат те фаќа кајшо. Шишината таму се рециклира, доти така треба ме сваѓаш. Оти казни пишат, оти закони. Тука кој е рециклирање, кој отвараш џамо вака, кој што се отвараја на времето. Паѓаш шишето и го фрлаш низ џамо одма. Абе немој молим те кој ќе се тој ќе рециклира тука. Гледам по некој маркет имат клаено за шишиња за рециклирање и дава пари како што има сегде во свет. Ќе оди тој некој тука кавадаја шишиња ќе клава во тоа, немој молим те, ама тот кавадајлук носо да му падни, не си го крева од земја вака, ќе продолжи да оди да му се влечка нозо по земја. Шише ќе земел, ќе клаел во тие за рециклирање што се. Дева греш, да е негде во странство ќе го прави тоа. Пошто знаат дека во кој маркет и да врати шише, зависи од држава и од место, ти враќаат одредено онакво, дали 50 центи, дали 25 центи, не е битно. И 25 нека се 4 шишиња 1 евро. И тој се што пие дома ќе си чува. Јоп, кога ќе маркет шако 5 евра. И 5 евра денес една дневница, 5 евра утре една дневница тука, македонска зборам, не таму. Ако ништо друго, ако не јадењето, пиењето ќе му излези, ќе може да си пие човек. И тоа е една од причините зошто има толку пијаничиња по улици таму низ Европа, покрај бездомниците, за нив да не правиме муавет веќе. Али битно имаш пијаничина колку сака. Пошто ќе собери неколку шишина, ќе влези ќе си купи пијач. Ефтини се таму пијачките, не се го, мислам зависи што купуваш, ама не се го кај. Ние што се рачунаме овде за ефтина држава. Баш кај има една поговорка за добра свиња нема лоша помија. Така што тој што сака многу да пие, многу не одбира. Што било, што ќе му стигнат париња да си земи и се направи питулица. И откога ги спофалат овие нашите што одат таму све, после почнуваат по некои негативни работи да излегуваат. Не можеш бе брат, не можеш, многу бездомници има се, многу опасно е стана. Надојде овие од истоко сега, навечер да ти е страв да прошеташ по ти улиците. Катастрофа. Не што ги земат работните места, што е опасно, ме сваѓаш, ограбват луѓе. Абе ти не знаеш што се деша. На овие другите што живеат таму му е шубе, навечер само јас купувам, само мене не ми е шубе. Пошто ако не си ти херој, ме сваѓаш, не си од овие простори, џаве. Абе скапе живото, ме сваѓаш скапе, кирија, превоз, ова, она, ти не знаеш колку, па не дај Боже во ресторан да седни. Знаеш колку е скапо? Неко тука ме сваќаш, го немаш меко, вака ќе седниш на широк сога, ќе но кафе, нешто сендвиче, ова, она ќе поминиш со нека стотка, таму нема нека стотка, таму нека стотка во евра. Што си мислиш ти? Епа батуле, нормално дека нема широк сога
мозак таму не си ојден за да си поминиш со некоја стотка во денари. Ојден си да работи. За кој се вратиш после овде да може да се чаталишме сваѓа. Ако било за одење по ресторани, пиење кафиња, тука ќе си седел. Ќе си одел, ќе си прошетал на 2-3 дена и ќе си се вратат. А има и многу што се враќаат, што сами си признаваат дека не му се годи, не е козани. Не ќат да живеат таков живот и тоа е окей скроз. И исто имам приметено дека порано кој се враќа од странство, збораја поинаку од што зборат денешно време. Оти порано кај нас стварно беше се поевтино. И кога ќе одеше да сработиш таму, кој се вратеше тука, разликата беше огромна и можеше што сакаш да прави. Харнома денешно време, ако влезиш во маркет во Германија, во Шпанија или било каде, со исклучок на неколку земји, сватиш дека цените се исти, па дури негде се и поевтини од кај нас. И затоа сега кога ќе се вратат нашите, сега тука не чиниме, сваѓа. Ама шо е ова работа? Поскапо од озгора. Од озгора или горе се сите земји што се над Македонија, почнувајќи од Србија па нагоре, сите се горе. Кај работиш горе сум ја. Кога држава не е битно горе е тој. Шо е ова? Порано се знаеше сендвич, хамбургер 60-70 денари, сега 260 направи. Платите исти, јас не знам како живеете овде. Нема врска што дојди тука на 2-3 месеци. Не е то битно. Битно е тој да ти го направи филмо дека само тука не чини, сегде на друго место чини. Се таа е тема кај што сите имат различно мислење. Факт е дека има многу поголеми, многу поубосредени држави од наша. Значи нема бегање, тоа е факт. Ама исто така факт е дека било каде и да одиш, нема да си свој. Прадедо ми му велел на татко ми, каменот е најтежок таму кај што е никнат. Таму најмногу тежи. И зато сите ние без разлика кај дојме во светот и без разлика кај сме живееле претходно и во дупка некоја да имаме живеено, кој се вратиш од негде, кога ќе тргнеш по патот што си годел секој ден како дете. Како наближваш до куќата, се поќе ти игра вака душа. Што би рекло Охриѓани си повлеквид море. Само уште да успееме да ги средиме сите работи што требаат средвање и може да ни биде многу убаво. А до тогаш вие останете на нашата програма, а ние се гледаме наредна епизода. А до тогаш поздрав и топли сомуни.